Во Кривичниот суд во Скопје започна судењето за нападот врз пратеничката Радмила Шекеринска за време на настаните во собранието 27 април. На почетокот на август јавното обвинителство поднесе обвинение против напаѓачот на Шекеринска П.А. Според обвинението, тој ќе одговара за сторено кривично дело насилство за кое се предвидува казна затвор од 3 до 10 години. Собранието го донесе законот за стечајни работници со што се овозможува околу 3000 лица да добиваат месечен надомест од по 8356 денари, односно 34% од просечно исплатената месечна нето плата минатата година. Тие треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатијата со доминантна сопственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Ураганот Марија утрово премина во највисоката пета категорија и со цела сила го погоди малиот остров на Карибите Доминика со 72.000 жители. Премиерот на Доминика Рузвелт Скирит на својот Facebook профил упати драматична порака: кажете му на светот дека Доминика е уништена. Ураганот сега се движи кон девствените острови и Доминиканската република, кои ќе бидат погодени во среда и четврток.